Уставниот суд со 7 гласа против ја отфрли иницијативата со која се оспорува одлуката за одржување на референдум на 30 септември и со која се бараше стопирање на активностите за одржување на референдумот. Не се поведе постапка, судот не изрази сомнеш за неуставноста и незаконитоста на одлуката. Судот смета дека не постојат елементи кои би довеле до оспорување на одлуката, објаснуваат од Уставниот суд. За отфрлање на иницијативата гласаа 7 уставни судии, а за беа двајца, Елена Гошева и Јосиф Јосифовски. Судијата известител Елена Гошева претходно предложи да се поведе постапка за одлуката за распишување референдум и да се изрече времена мерка и запирање на сите активности на извесен период. Според неа, одлуката содржи повеќе правни недостатоци. Прашањето за референдумот, како што рече, е манипулативно. Видот на референдумот не е јасен, а не е наведен и целосниот назив на договорот од Преспа. Гошева смета дека одлуката за референдумот не содржи 4 од 7 елементи за референдум. Според неа, прашањето треба да е поделено на 3 прашања. Со поинаков став беа судиите Дарко Костадиновски и Осман Кадрију, кои беа предложени за уставни суди од председателот Ѓорѓе Иванов. Тие сметаат дека одлуката ги содржи сите потребни елементи и дека барањата за нејзино оспорување се неосновани. Судијата Костадиновски рече дека има правни недостатоци, но оти тие не се суштински и не се причина за поведување постапка. За судијата Осман Кадрију одлуката за распишување референдум е уставна затоа што е донесена со мнозинство гласови во собранието. И судиите Насер Ајдини, Вангелија Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојановски, како и председателот на Уставниот суд Никола Ивановски рекоа дека не гледаат прекршување на уставните одредби. По изјаснувањето на сите судии се прејде на гласање при што иницијативата за поведување постапка беше отфрлена. Подносители на иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за распишување на референдум се политичката партија Левица и Светскиот македонски конгрес. Уставниот суд денеска требаше да се одлучи дали ќе поведе постапка за испитување на уставноста и законитоста на одлуката за распишување на референдум, донесена од Собранието на Република Македонија на 30 јули 2018 година.